Аз и Бука од планетата Азбука. Децата имаат право да. Прво дете. Сите деца од целиот свет, од разни бои и раси, се еден најубав букет, насмевка нека ги краси. Второ дете. И сите имаат право на радост, среќа, мир, да растат среќно и здраво на целата земјина шир. Трето дете. Ниедно дете не смее да биде гладно и жедно. Сонцето топло што грее, тоа е за сите едно. Четврто дете. Децата имаат право да учат и да се дружат, сите да живеат здраво, другарски рака да пружат. Пето дете. За се во песнава моја постојат декларации, а зад нив стојат Обединетите нации. Наум Попески. Б. Бумбар. Бра, бри, по брезова дрмка. Бумбарот брмко брм, постојано денес брмка. Што е ова, сам си вели, секој ден се чуди. Пролет дојде веќе, нели, а се уште ми студи. Киро Донев. Да сум цвет. Да сум цвет на синевината, да растам на небото, а не тука во градината. Светот ќе е на детето. Ке ги пуштам боите и мирисите со зраците. Цветни виножита ќе броите и кога сончко спие зад облаците. Сузана Мицева. Ч. Чадор. Снежец кога вее, дождец кога роси, ама и сонце кога грее, дедо Чедо чадор носи. Кога е затворен, вели, си се потпирам на него. Го отворам само, нели, за заштита од дожд и од снегот. Киро Донев. Мокро суво. Ова прв пат од тато го чув. Водата е мокра, а песокот сув. Ванчо Полазаревски. Ќ. Ќумбе и ќунг. Во многу куќи на село, ќумбиња и денес има. Ќумбето се уште на дело, се докажува во зима. Ама ќумбе без ќунци, вистинско ќумбе не е, зашто само ќе чади и не ќе не грее. Киро Донев. Х. Хеликоптер. Опаш има, крила нема. Како авионот лета. И на ливада и на џаде може да слета. Киро Донев. Ж. Жаба. Во жабарник среде река една жаба везден крека. А на брегот ежот лежи. Ем ја слуша, ем се ежи. Но од негде штркот слета. Во реката бргуш лапна. И за жал каква штета, жабата за миг ја лапна. Киро Донев. Ф. Фока.
Денес во своето блогче Филип си нацрта фока. Колку дебела и долга, 3 пати поширока. Џабе труд, загрижено викна. Многу ми е дебела фоката, како сега ќе ја пикнам во фиоката. Киро Донев. Уф, аф. Некој извика уф. Тоа беше буф. Нешто рикна страшно, се здрвивме од страв. Тоа беше лав. Се слушна нежно ете. Тоа беше едно мало, палаво дете. Народна залагалка запишал Иван Котев. Штурецот, црвот и мравката. Во едно мало мочуриште, покрај сите негови жители, си живеел еден штурец и еден црв. Едно утро штурецот се разбудил, погледнал во сонцето и рекол: Еј, ама ќе биде убав денешниот ден. Во близина на каменот на кој лежал штурецот, под дебела сенка спиел црвот. Го слушнал црвот штурецот како зборува, па му рекол: Не е убав денот, штурецу. Овој ден би бил прекрасен само ако заврне дошт. Така се скарале штурецот и црвот и решиле да појдат крај мравката и да ја прашаат таа што мисли за денешниот ден. Кога отишле кај неа, таа мудро им одговорила: За тоа за што ме прашувате, одговор ќе ви дадам вечер. Сонцето кога ќе зајде и денот кога ќе заврши. Штурецот и црвот, збунети од одговорот на мравката, се договориле да почекаат да падне ноќ, за да го добијат одговорот. Кога се стемнило и кога сонцето заминало да спие, штурецот и црвот повторно дошле до кај мравката и прашале: Ајде сега, мравичке, кажи ни каков е денешниот ден? Тогаш мравката им ја покажала својата дупка полна со храна што е собирала цел ден, бидејќи вредно работела, и им рекла: Денес за мене денот беше навистина убав. Сработив многу повеќе од кога било. Сега можам мирно да заспијам и да се одморам, бидејќи утре пак ме чека работа. Штурецот и црвот, збунети, заминале. Народна приказна, адаптација Ана Витанова Рингачева.